Теориите на заговор кои се моткаат низ јавниот дискурс се производ на неверојатниот анимозитет кон западната цивилизација. Уште еднаш јасно и гласно, на едноставен начин, ја сервираат тезата дека македонската небиднина ја кројат шпиунско-дрогирашки инсталации. Што може да се очекува, например, од групација криминогени фактори кои ја преземаат власта во една мала банана државичка, која едва ја обстојува поради маса проблеми, нели? А поддржана од, да речеме, неколку сорсови, како што е, да речеме, CIA, значи разузнавачкиот фактор, наркокартелите кои се тука во близина и домашните предавници. Но наспроти ваквата редовна продукција постојат и воредни поставки кои досегаат импресивни размери. Според нив, во намерата комплетно да се девастира македонскиот корен, не се вклучени само големите сили, туку и нивните изданоци, како центарот на светската филмска индустрија, кој со години работи на проблематизирање и уништување на каузата. Овие се фабрикации од Холивуд, каде што мајка му на Александар ја нарекуваат Олимпија. Изворното име е Марија. Не е Марија, ами Олимпија. Односно, не е Олимпија, е Марија. Да. За среќа постои клир, кој наместо со верата се занимава со изгонување од неа, но во ретките моменти на просветлување, проникливо ја пласира и шири информацијата дека никој не му може ништо на небескиот народ. Теза, која досега неколку пати била демантирана од никој друг, туку од историјата. Мајката Божја, Пресвета Богородица, е закрилничка на нашава света македонска земја. Господ Исус Христос, апостолот Павле, тие се столбовите кои нема да дозволат ни една ронка да фали од овие наши македонски простори. Благодата од небеските чувари ќе ја почувствуваат сите. Се разбира, освен оние што ќе бидат одвоени и оневозможени да се спасат, оти нив нема да им биде дозволено да газат по земјата македонска и ќе бидат прогонети од неа, како Адам. Заев шо ке прави? Кај ќе оди? Значи, тој се разгологази, извинете на израз, среда Македонија, среда цел свет и сега што ќе прави? Кој ќе го крие во таа голотија? Кој ќе му ги облече гаките? Ова врвна форма на интелектуалниот израз практично ја покажува сета пизма, ама не од идеолошки карактер, туку од загубата на привилегиите. Оттаму е зачудувачки кога оние за кои се проценува дека се бездолна облека, без предрасуди продолжуваат да ги респектираат клиентелистичките рестлови. И не е само тоа, туку тие атакуваат врз критичарите кои забележуваат на таа непримерност од морален и принципиелен аспект, па дури ги обвинуваат дека додека тие протежираат правда, некој посакува освета. Може би некој ќе ме осуди за ова што ја кажа. Пред да пишеме на Facebook некои работи, треба да размислиме што навистина сакаме. И на крајот, треба навистина да се размисли што се сака, ама тоа во никој случај не смее да се кажува на телефон. Оти тогаш се станува жртва на љубовта. Ови не сум за нешто што сум сакал. Во винието пишува сакал, потенцирам сакал, да се набави блиндирано возило и сакал, потенцирам, сакал, тоа да не го знае јавноста. Јас навистина не сум чул да некој за сакање нешто биде обвинуван. Никој не може да биде обвинет за сакање, освен ако државата не ја користел за потајно да ги задоволува своите страсти. Тогаш тоа и не е љубов, туку неверство.